Добре, дојдовте во еден на еден. Ако сте некој од нашите неколку верни фанови, знаете дека денес имаме супер емисија, а доколку случајно налетавте и чекате да видите вашата вечерна доза еротика, знаете дека имаме супер емисија, кој знае можеби ќе има и малку еротика. Нема да. Почнуваме со најдобриот блог во Македонија Ново време. Денес има супер работа, ви го представува македонскиот кандидат за градоначелник. А веднаш потоа одиме со гостите Филип Миркуловски, Наумче Мојсовски, Бубо Каров денеска во еден на еден. Останете со нас, нема да зажалите. Забележувате дека денеска ни го нема DJ One, наместо тоа имаме некаква си технолошка направа таму и зборуваме со него од Рим, изгледа се инспирираше од италијанските работи и отиде, му ја здувна во ова предизборие и еве ни го преку Skype ни ја пушта музиката DJ One. Но нови времења се. Стигна плата за тебе и за диџејот. Фала ти. Уклучен сум на Skype, така? Давор, нема плата! Да знаеш, уште! Слушате ме вие сега. Металург има многу битен натпревар со Динамо Минск, нели? Сега беше натпреварот во Белорусија, сега нели ќе се игра во Борис Трајковски кај нас, каде што ќе бидат домакини. Специјално за вас Металург и 1-1 ви доделуваат 6 гратис влезници, на тројца ќе доделиме по 2 гратис карти. Се што треба да направите е да одите на нашата Facebook страна. Сега ќе ги даваме првите 2 карти, facebook.com/1-1, првите 2 одат сега, останатите 4 понатаму во емисијата. Ајде да ги видиме трите работи што не сте ги знаеле за Филип Миркуловски и Наумче Мојсовски и да продолжиме со нивното гостување. Ако одличната игра зависи од добриот сон, тогаш Наумче и Филип совршено го извежбале спиењето еден до друг. Бидејќи кога и да патуваат некаде на натпревар, тие секогаш си седат заедно во автобусот. Што би рекле, еден на друг си се одлично рамо за спиење. И двајцата не тргаат на натпревар без нивните среќни предмети. За Наумче тоа е сината маичка која што ја носи под дресот кога и да игра. Филип пак има среќен стегач за рака, кој како што вели сите му го бараат, ама тој на никој не го дава. И двајцата се меракли и по добар филм или серија, а на Филип по кејф најмногу му се американските криминалистички серии. Во последно е заразен со Менталистот. Тоа беа трите работи што не сте ги знаеле за нив. А еве ги Наумче Мојсовски и Филип Миркуловски. Ајде! Директно од тренинг свежи, а? Да. Ако не од тренинг, сега игравте со Динамо Минск пред саат време заврши, пред 2 сата. Како толку брзо бевте? Не па мораше. Со авион. Чартер. Мисија во живо приватен авион, нели? Приватен авион. Како е тоа? Добро победивте. Да. Или изгубивте, не знам. Нерешено. Може да кажеме дека тежок натпревар беше. Да, тежок натпревар. Па и да е ово, и ово, Да. нели? А сигурно тежок Ќе мора да биде тежок. Нема да попушта никако. Ај сериозно, од кај тежок? Гледавте овакво касети, гледавте, а? Да, гледавме Цедиња, игравме и со нив пред 4-5 месеци струга на турнир, ги знаеме и добра екипа, компактна. А тоа со гледањето, што се прави, како се прави? Ве мотивираат со пуштање многу јаки нивни натпревари или па ве обратно пуштаат да видите какви мивки се шутираат горе? Дино прави компилација од Цедиња, најдобрата од Динамо Минск. Значи Лино ги вади тие хардкор. Чикаго Булс игра. Да, и да се да, јакото нивно и кога мислиш со А вие за тоа тепате по 18 разлика, зашто па се спремаме со најакото, да, и кога ќе дојдат другачи. Тачно. Сега вака, како оди враќање назад, кажете ми? Играте натпревар негде у Белорусија. Одма ли се враќа, се преспивали, како оди таа процедура? Па добро, зависи од кај играме, колку е далеко и каков ни е летот. Ако претежно 99% се летовите на вечер, значи тргаме после надпревар, играме вечерва надпревар. Има седење нешто? Нема, вечерва играме надпревар и во 2 во 3 на полнок. Лоше за тргање. Автобуси назад.
Добро нешто Парис ако играш негде нешто. Не рекол некој бе, дај бе една вечерва да останеме да прошетаме. Си изнашетавте вие, ние Да, сите викаат да. Оде А ние само хотелите, аеродромот и салата. тоа е нашето. вечера ручек, тоа. Нема значи таква работа. Нема шетање. Зависи, ако е добар резултат, може да побарам, ама веќе така. да, ако е Ако има добар, време. ако е лош резултат, со главите надоле и Добра тактика, победите 20 разлика и ќе прошетаме. ќе прошетаме. Тоа по 20 тепаме се во значи. За да имаме лице да бараме. Кире кога беше Лазаров во емисија рече демек женет ракометар е подобар ракометар од неженет. Вие што се Па слагате? добро, или не? нивниот тоа за спортистите као да не ги бркаат по дискотеки, да не ги бараат, но навечер да мислат само Вие на од ваше, ракомет. вие сте тазе женет. Добро, јас можете ние да сме зборите. тазе, да. Види, мене ми беше исто ми е. Јас 2-3 години живеев пред тоа со Ја рекол ќе девојка. рече, ја најдобар бев и пред тоа и после. Мене исто. Исто ми се. Не, така да не осетив многу голема разлика во бракот. Така? Ти смени нешто или? Па малце да, малце се подсмир. Да, мој се постегнат малку. Постегна сите ме викаат, Може да жена, да. па може и до жена да викаат, мој со вага не те имаме, не те знаеме, вика не пославо искачаш, ја Ерген си друг сагав. беше. Навечер може не толку, али денски си сагав на кафенца, седам со другари, со пријатели, со колеги. Доста време Ерген одев колку пати на свадба ти се отсвири? Па имаше доста. Така е отсвири, не? Пошто траеше касно струга, нема Не оди така. не се затвара, нема да кажат дојде работно време, струга беше. Нема сак. 4-5 нема сак. Шуво. Многу. Цело време се знае кој со кого седи на во автобус, во авион. Па се знае. Во авион не, а во автобус се знае. Уште ни е капитенот главен, така да Ванчо ни е на Ванчо ни е задните на петката. петка да одмара. Сериозно? 20 сата, Да. па Никој не 27 разбрал? спија, да. Од 20 сата уште од Скопје ни се скочери. Убаво. Да го легна си. будиме на пасошка. Си зема јастучето и Тера. Во хотели такви цимери тие работи? Да. Има некој што извор Си се репрезентација и во Да, хотел? има, али Мој со скоро јас го смени сменав, цимерот. го сменав. Зошто, бе? Ванчо. Па ми беше веќе 15-16 години цимери, се трпеш и подочњаци, наумче шо ти не спиев до 6 савале, многу крчи и така да. Ванчо? Ванчо и го сменав задњава година. Он ти ка кјутите мало од Да, што го ти сменав. ништо. Ништо, али многу крчеше и мораш да Сега сменав. Сега со наспани. кој си? Сега сум зависи, сега некоја А, ги сам, некојаш менјаш. менјам, да. Добро. А ти Фичо со кој? Со Гоце цимеруваш? Георгиевски, Џомба. Така, крилото. Мало, да. Да, одличен. Мало за добар. праќање за Така, он знае шо преде, ето Важно тоа. спие као бебе, немам проблем. А вечерта пред утакмица што се случува? Има некои што се напнати повише од другите, што ги фаќа трема, такви работи. Не, има А напет. од друга страна па кој е кажеш да ми она нај Абе, зависи, секој на посебен начин си се спрема. Си имаме, например, 99% пред важен надпрев на вечер се собираме вака кога сме на страна, у хотел, у соба некоја се договараме, заебанци која мислиш на надпревар, правиме муабет шо кој како игра. И што се спрема, кажи ми некои работи, што си зборите пред утакмица, да речеме сте гледале цедињата Да, едно друго. да. Точно знаеш кој со лева, кој со десна, кој се лакта, кој штипе, кој овако. Се збора за поединци, тој дебелиот пикерот тактичко, направи скроз, вака. дали скроз, договор меѓу Скроз, двајца например, играчи. ево јас жути укрсти ми таму, знаеш, треба да ми го задржиш тука за да испаднам јас слободен, да ми шутниш или јас повратна ќе ти ја вратам, се залетуваат на мене, сака да ме покријат. За цело време Има Дарко Станич финеси, да. спие за овој све муавет? Не, се спремат, сите мислиме дека така ли има... Не дека се бара- голмане, не дека е Да, ама си бара посебни Он со одбраната цедиња, посебно разговара. цедиња, да, со одбраната и цедиња си зема, например, у соба, лаптопот и си ги пушта кој кај шутира, гледа. И браво. Да, така се спрема. Браво, одлично. Не му ги кажа тајните пати. Па добро, нема валда да гледаат. У Белорусија. До Белорусија не можете си. Нашите фанови од Белорусија ќе гледаат. Има ли некој што си оди на пат и си чита книга? Или никој не зема книга? Не зема, Алушевски, Ракчевиќ. Алушевски миличи, аѓаш на Да, да, озбилен. Сега, Да. Ние сме по видеоигрите. Ние сме тоа, па тоа, сам земаме и убиство. Сите тоа, брат, аѓаш ми е таков денес да помине и да направи. Стариот, да, Добре, озбилен. добре бе стариот. вие се игрите. Која би омилена, Pro Evolution? Да, Pro Evolution. Да, Балче да си газим.
парови. Си приметил дека сите игри што се фудбал се викаат генерацијски фудбалчето. Фудбалчето. Значи никој не вика Pro Evolution, никој не вика тоа имаш една супер сайдкикс на флипери што беше едно нешто се. Да, и све се фудбалчето. Фудбалчето. Тој Старо, останато. Ај за ова, за свадби. Двајцата сте тазе поженети, направивте свадби летови, тоа у размак многу близок. Недела дена, да. Што не направивте заедно, бе? Па, У недела дена, двоен трошок на сите им правите. Вака еден поклон, нешто па нека си делат, нека прават. Или у сала у автокоманда тука. Може Требаше у сала. Горе на седиште и подиум, кој сака да игра на паркет. Чиста работа. Требаше. И ќе ви ја даде за Али гага. одма ќе каже, ево види со еден трошак овие вака да. нели? Да. И остави може помалце поклони ќе добием вака. Што вика? Вака боле. Истите луѓе по два пати за недела дена. Да. Више трошак. Си живеевте со жените од претходно, ти си од долу, Да, така? да. Јас и тој е долго, ама јас Си сум долго? башка, нели и јас сум дојден и таа од Битола. Таа студираше тука, јас играв тука. Прво не живеевме заедно, али последните 3-4 години живеевме, да. Значи многу Да многу пробаме, не менјаше, да, не сме. Тоа више не сме, Да, не? не маше да Ти се. Фичо како? Истото, си живеевме Иста шема? 2-3 години заедно и тоа е. Што нема друго што или свадба е. Тоа е. Свадба е голема. А како ги запознавте жените со она факултет и Не, тренинзи, јас па како се? случајно, сасвим случајно. Јас Битола играв, прва година беше или втора, така нешто, и најголемите Пелистер, а? Пелистер, најголемите успеси. Ама Бела моја мечка. благе везе немаше со ракомет и сега и пак послаба, али тоаш благе везе немаше со научи. ракомет. Тоа шапла. Апла и случајно јас летно време струга, таа нешто на одмор со другарки струга и така случајно другарка и нешто ме знаеше. Значи во нејзините очи не беше познат. Да, видите, така беше, да. Многу добро, те запозна како што си. Да, И не да. знаеше, буквално не знаеше дека сум ракометар, као запознај се другарката, наумче ова, викам благе везе. Рандом тип разбаца. Да, Само. нешто и така на плажа нешто на репчињата. па Што тоа стага не ние користел покрај тоа. езеро. Стружа резе, што сакаш оди? Вичо ти? Фичо, Кога се? школа, во средна школа. И тоа е добро. јако Тоа е е, да. супер приказка, добро. Ки си имате Таму. за здраве Боже. Исто оделение. Мајсторе, ушто прва да не? Не, не отвора. Од трета година. Од трета? Да, Јас симпатишеше прва, втора? Прва, втора беше онака само, симпатишен. Така, ништо, Да, ништо. ништо посебно. Шо, добра приказка, стварно, Убава Холивуд приказка. малце. А и трета и четврта не се заедно? Не се заедно воопшто. Шо Може еден час, два нешто. Лабаво нешто. Ама ничего тоа нели глумене лудило се. Да, да не сме многу не близки. сме, да не гледа Не други. гледа другите. Само Гласната да не се другари. љути. Само другари. Ако, сепак убаво, Убаво, стварно убаво, убаво, мира. алал нека ти е. Еден за друг, што ќе кажете? Најдобар дел од играта и најлош Најдобар дел од играта? за наумче. Да, има многу добри страни стварно. Што му е тоа? Што си викаш, наумче, ова е да му го имам, ова супер ќе биде. Не, Да има нешто гарант. има стварно, мислам за негови предиспозиции, е стварно екстра шутер. Мислам, обично се Сакаш да кажеш повисоки тие шутери. дека тоцкав џуџе и ради тоа. Така Да. тоа е мор. Не, џуџе, ама понисок. Не се, ти он со мене ако се Има, пред да дојде металург, нели се збореше кога дојде научи металург. И тогаш ми вика, земете го научи, ќе придонесе многу за тимот. Ми беше едноставно кеф да играм со него, дека до тогаш не сум играл со него. Еден против друг сме играле. јуниори, Да, не знам како интересно сте кога дое првата година, исто кога сме играле 10 години. Значи Се разбирахме убаво. тоа е многу битно вајда за тим, нели? Лоша страна му е малце нервозен. Малце Тоа е нервозен, темперамент. 220. темпераментот и нов надимак ми извисиме 220 волт. Под напон е там. Под напон се без. Ама врскавме, нели? Па малце има во играта, сакам да така да ми е тука сум во жар. Кога си се зажалил највише што си толку темпераментен? Па Кој имал некој таков момент? Што отпосле си има сега викал? последно време почна и многу и камерите, знаеш да те пратат, све се гледа, се Тайм-аут. порано немаше порано и да кажеш нешто и да изреагираш не се гледаше толку. Сега сите уста те гледаат тука си во жижата 10 камери еден надпред да снимаат. Знае некој роднина да ти Да, да има, коментира? да, од дома вика смири се, не Мац, изгледаш што ти добро. мац? Па добро, и Маци вика не личиш нервозен више тука, ена тука, смири се малце. А ти, Стафичо, што ќе кажеш? Па, што да кажам,
све најдобро. Значи тоа што кажа него, ја тоа сега да кажам дека Еве ја ќе кажам, борбене. Борба на глава. Значи секоја, значи да, со секоја топка е максимум. Ја ќе ви кажам што зборато публика. Добра работа е тоа. А што е лошо, ај кажи? Лошо некад кога ќе се залауфа една грешка у друга влага, у трета влага, жутиве застани рчна и има. Али не, али во глобала тоа што кажа, значи од првен како да сме играле 100 години се навикнавме, само сега кога се погледнеме знаеме што се работи, кај треба што и вика за жути исто с цела трибина, вика борбен вагов тако, а што ќе каже Зова? Вика ците дека си страшно добар глумец на трибина. Озбилно. Дека многу често театрално паѓаш така некако и ставаат седмерци и сите викаат, абе друг да е, нема да досудат седмерец. Ама жуди кој што паја, вика, нешто. Ти ше паѓањето му е уште толку и мислиш дека го заклаа, готово. И мора или 2 минути или пенал да е. Кој игра во Вардар како ме нервираше и како. Леле. Мене да викам идеше да дуби. А тука двајцата овој напред, леле. Сега како? Све френдли, а? Ја, френдли, одлично. Со кој стварно така сте играле, дуели сте имале, па сега сте као си като тимски играчи? Свалјуш не го можеш. Свалјуш стварно можеш никако. Зашо? Вардар ме тур. Па не знам, ќе се скарам. Ради револство, ради тоа, така? Исто нешто што глумиш такви работи, не, доста веќе има викам остави. Мали, доста глумиш. Имаше преперки да свалиш, ама сега сме топ. Така, другиве странци, дај да кажеме, какви момци се, да речеме, Вугринец, Козлина, Ракчи, нешто поише, знаеш што би рекли? Колку што е голем, толку е добар. Озбилно. Добар джин, а? Леп. Добар джин. Добар джин, е, буквално добар джин. Ни да се налути, и да му викаш. Вугринец е мал така, свој тип, намазане, свој тип, прошо. Германец, Шпанија. Тачно, и кога гледаш си игаш девојко генерација, да ми ја он натепал таму колку има, 30 колку има. Има причи. Има добри дечки, 99% сите што дојдоа во клубот се уште јас кога сум 4 години се топ. Значи од Ракчевиќ имаше и пред тоа Срби, секакви, значи имаше одлични. Малце со Жаре имавме малце проблем, тој Марковиќ прошлата година. Малце беше препотентно, али Така. знаеме одма малце да го. Па реално са не може да се. Ти не знаеш Ванчо тука и така не можеш какви луѓе се. Пака и ние повозрастни на децата да им се понашаш греа. Не личи. Тачно. Не бе чисто да им се укаже за толку. А Лино, све убав односот, окей, вака педагог, мене ми делува и кога правевме интервју, јас се фасцинирав како филозоф. Дека работи и разбира од 300 ствари, не само психологија, е јака страна. Најака страна. Знае да знае со кого, како. Со муаве да ве крене да ве не. Секој посебно си има свој начин на мотивација, на терање на работа, така работа. Некогаш и клавајте голови мотивираш. Да. Види, у прав момент како е кажано, на место да. Ако не знаеме дека треба, убаво да ти кажа. Убаво ти да ти кажа да те подседи, дека ракаметот за голови. Вие мислите така е тоа. Дале, кажи ми, двајцата кои сака нека почне за ниедни пари на светот. Не би отишол да играм во до полнедели. Звезда. Мој Ама бе, што ти си изгледа гроба. Гроба, за до гроба бере. Да. Партизан. Јако. Да. Не знам јас стварно. За Барселона ти таква работа. Да, јас Реал с Мадрид. Јас сум повеќе за Реал. Фан на Реал? Сум голем фан. Сигурно имало јадење многу сега, нели пошто? Сега сме актуелни, да. Така? Денески, денес, кога играт? Да. Бабе, ти се молам, ти за минатото збориш се. А која титула ви е посладка? Нешто да се освои сеха меха или двојна титула у Македонија? Каки сеха? Тука е. Двојна титула е. Двојна титула, значи знаеш зашто играш. Зашто играш, имаш ако си првак шампион на Македонија, играш за Лига шампиони, значи прво место си во држава и игра за Лига шампионова, сеха лига уште не е призната. Добро, не дека ја занемарувам. Не, далеко од тоа дека си постои, ние си играме, и први сме на табела, али немаш некако сатисфакција за немаш за ништо не се бориш. Ти дават само пехар, фала, пријатно. Да, бе, да. Немаш дали место во Лига шампион. Така. Ко турнир некој да сме играле на умало. За крај, дечки, што мислите кој е вака подобар од вас? Се на се. Тука сме негде. Не е барз да...
да одлучиме ли еднаш за секој што вака да биде јасно на луѓето. Треба Си знае. Треба. Ајде Треба се една реши. камера нека дое било која. Ајде да видиме, чекај сега. Неколку игри да направиме да одлучиме нешто. Ајде да речеме. Ајде X точка прва игра нека биде. Ајде. Јас сум сиди. Напнат. Ајде. Напнат. Миркуловски. Мојсовски во средината. О, Миркуловски пробува да го зезне. Мојсовски враќа. Кај ќе одигра? И треба да кажеш, немој да... Леле, 1-0. 1-0 за Мојсовски. Да, Миркуловски. Да, Миркуловски пробува да те наместа. Ај на рака борете се да видиме нешто. Дојдам тука. Регулар саѓаш? Да, видиме што ќе биде. Кај е цел? Фука тестостерон тука. Бикови. Ајде 3-4 сега. Леле. Види го бе, јаке бе, јаке. 1-1. 1-1. Значи Мојсовски, Миркуловски. Мале Бојазар. За реваншо. 1-1. Што да правиме? Ај кој ќе издржи поише воздух да држи, ајде. Ајде, зимајте. Ајде. 3-4. Чекам да видам тебе. А се не да чекам. Овој готов. Готов, изгуби. Готов Миркуловски. Како не е фер, видиш, ништо не направи. Значи, дај да видиме... Камера, дали е снимена? Да видиме успорена снимка. Дали има Реплей. Како што гледате на успорената снимка, Не се гледа ништо? гледаш? Ето. Све е фер. Дозволи Мојсовски, значи 1, Миркуловски 2. Склеко да направим. Ова е епска битка за сите мажи во Македонија да се одлучи еднаш за секојаш Мојсовски или Миркуловски е првенецот. Ајде да видиме како ќе правиме. Кој побрзо ќе ги направи или кој до кај ќе издржи? 10 пат побрзо. Ајде до 10. Значи 2-1 за Миркуловски. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Има 10. Има 10. Има 10. 2-2. Yes. Абе луѓе, што правиме бе? Чекај малце, ова ги збунува аудиториумот го збунува. Значи Мојсовски 2, Миркуловски 2. Све физички работи. Умствено нешто да направиме, а? Шо викате? Ајде, ако може, е така. Ајде, ти благодарам. Ти благодарам. Еве ви еден шах. Табла? Оде таму изиграјте на партија. Таман ќе дое Бугокаров, па да кажете што е работа. Само шах, така табла ништо. Само шах. Ајде. Филип Лагаме за Миркуловски, брзо. Наумче Мојсовски. Мора да се знае кој. Нема да застанеме додека не одлучиме кој е подобар. Гласајте за мене, ќе видам најдобар градоначалник. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so Сакаш да ти ја платам сметката за струја? I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling. Од денеска имаме нов сегмент во 1-1, го нарекуваме Пластелин. Пластелин е сегмент во кој земаме две личности и ги сплескуваме во една и гледаме како ќе изгледаат во основа. Ајде да почнеме. За почеток двајца исклучително убави припадници на машкиот и женскиот ракомет. Имаме Филип Миркуловски и Андријана Будимир. Сигурно ќе испане супер секси пластелин. Може вода? Не, чекај, ми треба нешто жестоко, не треба вода, не треба. Дај друго, ова беше... Добро, Девид Бекам. Пластелино сам со кого? Со Наумче Мојсовски. И не е лошо, Наумче не е лошо. Ова може да биде предлог за нова фризура пролет лето 2013.
уште еднаш да го видим. Баш како имигранте со дрес на Бекам. Продолжуваме со 1 на 1. Ова беше првиот пластелин, одете на нашата Facebook страна и кажете како ви се допаднал, а токму за некој момент на истото место на нашиот Facebook ќе ги доделиме и вторите 2 гратис карти за надпреварот Металург Динамо Минск. Затоа трк на Facebook, а сега реклами. Ете, после Мојсавски и Миркуловски одиме со фактички вториот гостник во емисијата, човек кој јас искрено многу го сакам и ценам, познат лик, нема што да го најавам, Љупчо Бубакаров, како си? И мој комшија. By the way, ние сме горди влаевчани. Како кажат, 3 во 1. Така? Да. Да, тоа. Да. И тоа. Да. Како си Буба, добро? Модерно сега, гледам се кафиња, мафиња, се прават 3 во 1. Све во едно. Да. Све во едно, така. Епа и овие 2 во 1 ми беа коментари. Да. Миркуловски, Мојсавски, 2 во 1. Сега имаш 3 во 1. Сега има па 3 во 1. Да, Бога ми ки лаже така, распореда може да биде 3 во 1. Кај многу луѓе Буба викаат дека креативноста им избива во тешки моменти. Знаеш, кога се соочуваат со проблем, со нешто, таква работа. Вие, тако вие случајот или не вие како таков случајот? Кога сте биле најкреативни, што мислиш? Па не, јас може би се сложил дека секој човек кога почне на почеток, друг е набојот, друга е еланот. Да, друг е еланот, значи тоа не е тоа баш дека е тешките моменти. Вака гледано од оваа дистанца, факт е дека кога се тешки моменти те фаќа инает и онда пак запнуеш, онака да. Ама другата е мотивацијата, значи тоа. Да, инаку нели сите познати уметници светски сите викат дека кога им било најтешко, тогаш ги создале најголемите дела. Најубаво отворене, тачно. Да. Може би има вистина во тоа, меѓутоа тоа доаѓа од тоа што секој нели нормално сака да се докаже, а почне од нула. Нормално е кога почнеш од нула да ти е тешко да стигнеш до 5, до 7, 11, 260 или не знам. Можда 320. Или до кај мисли да оди се, зависи кој до каде. Ме сретне еден пензионер, сигурно има 75-6 години, комшија ми вика, абе, како да гледам, вика, таа ваша емисија, зашто? Па стално, вика, кажувате, вика, пред тоа, вика, да се гледа, вика, во придружба со родители. Браво! И ми е незгодно да не дојде некој да ме казни, вика. Добро е ова. Прв пат ја слушав, видиш колку логична шега било. Цело време ни стоела пред очи. Го гледаше ли словеничкиот прилог за Талат Џафери, го дзирна? Да, го гледав. Што си помисли прв пат, кажи кога го видиш? Па види, мене не си помислив ништо, јас втор пат ми се случува ова у кариерата. Значи, прв пат имавме ваков случај со екипата од ННН и Радио Урнебес у Радио Скопје втора програма, кога ги симнавме во земјаните во Скопје. И луѓе ни се случи тогашен дописник на Ослобоđenje Сараево да дава извештај, слушајќи ја нашата програма. И утрешниот број на Ослобоđenje искочи со наслов Ванземалици се ишли у Скопје. Убава работа. Орсон Велс. Орсон Велс, ние го повторивме всушност што со на Орсон Велс. После ни се најути малку колегата, јас му реков, колега, не се љути, са ти ем си препишил, ем се љутиш. Така, баш така. Да. Кога реча Словенција, вие сте криви сега, па не сме ние. Да, во секој случај нам тоа многу не оди у прилог, нели, нормално. Така. Него ти беше ли неверојатно да си речеш, ама бе, кај се сопнавте на ова, бе, да му се... Па, искрено, значи, можам да поверувам дека секој може да се случи таква работа. Меѓутоа, у моментот више кога го превеле тоа и кога го прочитала текстот, кога прочитала демек, јас не сум министер за сум министер за министер за напад. Барем требало да се позамислат можно ли уопште човек да изјави таква работа. Тачно. Али добро, се тоа во службувањето, во така, се секојдневните, се случуваат лапсуси, се случуваат гафови. А Буба за изјава, што мислиш, што е по веројатно словенците да се до толку пацери, да речеме, да не приметат ова што го збориме, или па таков тип на говор како Бранко што пародираше да си е нормален кај нас? Може да е и нормален. Нели? Па Бога ми искрено да ти кажам, Жаре, како е тргната работа? Добар ден. Здраво. Добар ден. Повелете, седнете. Значи, мислам како е тргната работава дека
глупоста многу лесно проаѓа во денешно време. Као сериозна работа. Да, нека ми прости публиката, значи човек може да биде, може да направи гаф. Некој може да направи намерно таков гаф. Има многу слични работи што се случиле, што проаѓаат, што публиката не реагира, а дури не реагираат и луѓе на кои што тој има работа. Луѓе, например, промакнуваат работи во новинарски куќи за кои што можеме да ги сметаме за многу сериозни и важат во државата. Да, што не сме да си дозволат на крај крајот и тоа е тоа. Не знам на што се должи тоа, дали е тоа не зборам дека треба да има се некоја цензура, па се не знам колку да бидат контролирани, па да фаќат тоа друга крајност. Знам, да. Не бе, друго е муавето. Бо, како ги запозна? Ево го бе, пак види го. Пак рипо. Па млад си ти, че рипа како. Нели? Кај тебе како стои рипањето? Добро, задоволен. Со помагала не работи ми уште, тоа е многу битно. Еден мој добар пријател и наш колега. Шо века? И снимаме скетчеви овакви, онакви, нормално снимаме еден скетч за Виагра и почнавме да го... подсетиме Гарант го знам. Да го закачаме. Шо беше скетчот? Скетчот беше иде еден у овакво у аптека и бара Виагра и вика дајте ми пола. И кога вика мене за мочење ми е. Да, тоа што вика. И сега се закачаме тука и колегава каже вика јас стално носам вика една Виагра вика. Ама користам година дена. Како бе година? Па ништо, у најлонче ми стои вики кога треба таа работа да ја правам само ја лизнам веднаш вика и 3 дена не. Сакам да ти кажам си викам вајда не бе тоа да го прави. Тоа е. Како иначе? Препотентен тип. Во, кога ги запозна Бране и Васе, уопште се сеќаваш на не знам ден ли, на период кога ги запозна или више тоа далеку е, не ти текнува како беше? Слушај, све ми текнува, ама уопште не е битно тоа кога ги запозна. Битно е у цела прикада што се запознав. Оти ако не се запознаевме, ништо тоа не ништо. Апла ништо. Дешава задниве 18 години. И од прв ден ви тргна муавето, дружбата, зезањево. Да. Супер. Колку такви други луѓе имаш во живот што од прва си се нашол? Па имам, али на професионален план... Ретки се такви, Да. Имав бака добро, ако размислам, јас имам доста луѓе. Видиш, многу интересно прашање ово. Не сум размишljал на таа тема, ама сега, ако се вратам наназад и у Радио Кавадарци, и у Радио Скопје, у втора програма, и на телевизија, и во Радио Нома, секогаш сум имал луѓе со кои сме онака ептенна линија. Знаеш? Тоа е добро. Тоа за тебе поише кажува. Знаеш колку е битно да имаш човек, да речеме... Ма како не? Работиш некој новинарски текст, да речеме, кога работев како новинар и моментот треба да идеш до некаде, да имаш колега, колешка, као што ми е мене, да речеме Јасна Франковска. Се извинувам на техникава и ако се слушна ова трпањето. Кога што можеш да ми речеш, ајде молам, заврши ми го текстот, морам да идам да ги земам децава од градинка, и кога ќе знаеш, не само што ќе го направи тоа супер, него ќе го направи 5 пати боље од тебе. Оваа работа, знаеш, некако се мешаат и приватниот живот и не можеш туку така стриктно да ги одделиш. Ти со човек кој си недела дена заедно спие, заедно. Повише фамилија него жена си. Да, повише има опасност дома кога ќе дојдеш ако ти се мали децата да речат мамо кој е чичково, отколку така. Баш така. Тоа е. 20 години после од кога почнавте, се спрема нешто интересно со Австралија, ќе ја биде, нема да ја биде, може рано да збориме или Веќе се спрема. Ти се прави ли кеф сакам да правим такво нешто? Нормално дека ми се прави кеф, бидејќи од кога постои К15, ние добиваме секоја година редовно добиваме понуди и покани за секој месец за гостојање во Австралија, во Америка, во Канада, во Европа. И сега после кога што се простира Македонија. Па мене нешто гледам некој од месечината некој абери онака. Да бе, оно некој сигнали онака, да. Примети ти. Како не? К15. Е, така.
Така да нормално е дека ми е драго. Ки има песни, ки има малце скеч Да, да видат. да, че има скечеви, че има песни, супер, да. Супер, значи ќе го сетат баш К15, К15. Шо, они че имаат ретка можност во исто време да им гостуваат и К15 и Дуо Трио. И Дуо Трио. Да. Да. Така да Билјана Сајла немаше уживо. Да. Што сакаш повеќе? Да. Билјана Сајла немаше. После Билјана Сајла купуеше, па Билјана Сајла монтираше. И останатите хитови. И останатите сајли. Кажи ми, Балкан е супер песна, што се поише и поише се слуша. Кој ја напиша таа? Песната е на Јане Хаджинумовски. Значи од Токму така си е. Тоа е песна на член на Токму така, гитаристот наш. Негов текст, негова музика, Да, комплет. музиката и текстот се негови, да. Многу добро. И во вистинско време се појави песната и ја направивме релативно брзо, ја зготовивме и видовме тука тоа ни покажа дека иако поминало долго време, пак сме у некоја форма. За волја на вистината, сите други членови се на некој начин активни музички, освен мене. И решивме да се реактивираме и сега више подготвуваме цел наш концерт кој треба да се случи некаде, не некаде, туку точно на 8 Мај, јуни? 8 јуни. На 8 јуни во рамки на Так фестот во Кавадарци, че имаме целовечерен концерт. Ево, ова нека биде најава за самиот Так фест, да, и покана, че се одржува 8 и 9, да, 8 и 9. А по тоа како има интерес, јас мислам дека најверојатно може лесно да се случи уште една вечер да има. Супер. По дома знаеш да си запееш? Па знам сега скоро која ја вежбав песнава за снимање. И се повлеков таму у мојата работна соба. Жена ми заспа и се бали вика: знаеш шо, ти си иначе пееше у сон, ми вика. А ја уствари стварно пеев. Да, ти си вежбал. Да, на матрицу, оваквото пеев, ја вежбал песнат. И викам, знам. Нема да се повтори. Не се секире. Твојот брат беше познат, признат музичар. Бевте ли блиски музички? Заедно ли слушавте музика? Благодарение на него, јас станав музичар. Така? Он кога после 8 деление, после прва година во средна школа, кога попуши со школа ради музика, ради музиката, нормално прва задача беше да се спаси овој помалиев да не попуши. Ја редовно одев на проби кај нив, он стално ме бркаше од проби. Ходи и учи. другарите му викаме, зашо го бркаш детово, нема смисла. Да. Абе не можам, вика, ја ради него се проблеми да имам у живот. И стварно имавме многу расправи околу тоа и А ти пак кеф имаше многу. Јас тајно вежбав. Јас ги гледав како свират и док свирав мандолина оркестарот. И после ставав весник на гитарата за да не се слушаат жиците да свират. Најсериозно ти кажувам. Си ставав, значи од кога ќе извежбам песната убаво, сам се научив да свирам. Буквално сам. И после кога вежбав, кога не беа татко и мајка ми дома, се качував на спалната соба, на кревет со спалната соба, и Карши беше оноа огледалото, нели секој куќа има од оние така. Со двете не надкрит, како се вика, тоалетна. Нели го има тоа? Да, така. И си ставав пижама, долна пижама, нели има ластик пижама, че се ставам туку као дугачка коса. И ти на сцена фактички. И на сцена си качен говори и свириш. И така сум се попало. Си имам чувство за сцена од мал. Без разлика. За сценографија, да. За сценографија, за настав. Вие сте голема фамилија, така, во Кавадарци? Многу Каровци. Многу голема. Како се сега? Кај живеат? Како живеат? Па често ли одиш таму? Сега не одам толку често, кога беа децата помали одев почесто. Каровци се во 3 дела поделени во Кавадарци. Ние сме горе кај Цркавинското мало, има во центарот. Значи раштркани Каровци. Од кај што е жена ми. Добро. Да, и има покрај реката има уште една овакво тура Каровци, да речем. Населба Каровци. Уште една каровска овакво населба. Сега не сме толку концентрирани како што бевме порано, нормално
се живееше така, јас викам во индијански двор и сега додуше кај нас. Кој кај стигне шатор? Дома кај нас сите тука околу куќи 4-5 куќи се каровци, наши роднини. Јас стално знам да кажам, се зезам кафе кога пиеме по пладне летно време во тенџере се вари кафе. Со кутла чај, да, со кутла чај кој за кафе. Ко војска. Баш така. Ај кој роднина ти е Тоше Гечевски исто? Како да, ти паѓа по Гечевска линија. По Гечевска линија? Да, Гечевска Гечевци се исто голема фамилија во Кавадарци. О, машал. Колку посто на Каровци и Гечевци се во Кавадарци? 10% од градот. Пола од градот може би. Како ти паѓа Тоше? Па искрено на Тоше дедото. Добро. И мојата баба се брат и сестра. Значи јас и Тоше сме братучеди втори. Така. И добро, си одржаваш контакт, вака го навиваш кога ќе дојде да игра репрезентација. Кога е тука почесто, иначе не можевме да го видиме, долго време беше отсутен. Па нормално е дека навијам како. Омилен ти од кошаркарија? Како не. Јас син ми кога ми рече тато, ај кажи му на Тоше да ми дае дрес, знаеш. Јас викам, како бе, синко, да кажи ми, јас сакам. Ако зијам за мене, ке зијам. Да. Чути. После толку време, тебе лично кој скеч ти е, не мораш еден, поише него видат, кај што најубаво, најсладко си за изнасмеал, ако си бил дел од тоа снимање, пишување на друго, што си рекол, добра работа, стварно. Кој да е за тебе омилени? На овие прашања, обично, нели, сите одговараат, тоа е исто како мајка да ја прадаш, кој чедо ти е најмило. Така. Мене... Па да бидеме искрени, ќе кажеш и тоа. Овој поише да сакам. Знаеш шо, мене поише ме пали и поише ме изненадуе, кога ќе видам сега дека има скечеви, после толку време што ја уопште не сум ги видел. Аме не, зеза. Најсериозно ти кажам. Прв пат да ги гледам. Прв пат е сега, не пуштаме ретро, стари скечеви. Например, има некој скеч кој што не играм јас. Играат Бранко и Васко. Си го снимиле, они? Го снимиле, јас не сум бил у тој момент на снимање, не ми е регистриран. Едноставно ми се избришал. Го немаш у меморија. И друга интересна работа, тоа веројатно се должи на староста. Има скечеви, тоа малку и загрижувачки, ама ќе го кажам ова. Има скечеви што играм ја у него. Добро. И пак ми е нов. Исто си ги гледаш прв пат. Да не искочи како онаа болеста, како се викаш онаа болеста која стално сречеваш нови луѓе и се ти е интересно. Која ти е омилена пијачка во вака со кафево ме потсети? Што пијачка? Омилена пијачка со кафе. Немам. А за без кафето, не, омилена пијачка ми е не ми е омилена, меѓутоа тоа пијам со кафето. Пијам, комбинирам лајт кока-кола и ја правам супер лајт, заради тоа што ја мешам со вода, оти ми е премногу блага. Така бе. А пијам тоа заради шеќер, пошто имам малку проблеми со шеќерот и заради тоа пијам. Не, зезај ти? Да, многу сладок живот. И мора да се одрази. Колку можеш највише да издржиш на било кај негде да те пуштиме у некое село или Гевгелиско, да речеме негде, сега не таму кај што има баба и дедо една куќа да ти рече ти попот ли си, нешто така, него колку највише може да издржиш, тоест, нели, колку време поминува, дур не те познае човек. Тешко прашање. Ја гарантирам 5 минути не си поминал. Искрено. Не знам, искрено да ти кажам, се согласувам со тебе. Бранко, Васко, ајде, маскирани за едно, друго. Полесно. Ние имавме случај у Битола, се шетаме по широк сокак и одиме тројцата и се нормално не препознаваат и ме препознаваат мене. И јас викам, еве ги и Миле и ови, вак ќе се свртат и пак, кај се ме, Тошо и Миле? Еве ги упознајте се. После имавме случај со вас и исто не имавме случај ние дига колата со пајак. Со пајак. И го зезнавме полицајецот, беше едно младо момче полицајец. Ова е многу одамна пред, можда, колку има, можда и 2-13 години. Му рековме дека снимаме скриена камера и дека намерно стае на колата. И он
Вика, врати ја колата, и вика, врати ја, па не знаеве дека снимаат, вика, луѓе. И ја врати ја колата назад, и се ја му се заблагодарувам, Васе му се заблагодари, вика, добро сега, вика, не знаеве, требаше ипак да ни известите што е во право човекот, вика, барем они требаше да знаат. И поздрави го многу Тошо, а Тошо стои до мене. Викам, вајде ќе го поздравам колегата, пошто што стално игра, нели? Васе има такви кажувани пуно. Али ова морам да го кажам и да ги пофалам. Да ги пофалам многу добар што сме направија двајца полицајци, се враќам јас од Кавадарци и тука кај Катланово ме сопираат и викаат, господине, како возите вака, вика, зашо, викам, што прекршок направи сега, како, што, вика, нели гледате, гумите ви се на бандаж. Како на бандаж, викам, нити тресе колата, нити шета лево, десно. Проверете се, вика, господин. И јас излегувам надвор и дури тогаш сватив, гумите се стварно на бандаж. Сите 4 се губи на бандаж. Бираш големи коли? Па, предпочитам така комотни коли. Не мора да е голема, да речеме, и ова, сега ќе го возам... Сега помало гледам. Да, али комотно е унатре, али убави се големите коли за голем човек и голема кола. И посебно, и му личи, бе, и на колата, и на човекот. Баш така. Да, затоа сега камион сакам да земе. Да, пошто ми личи. Да завршиме со една работа. Се слагаше дека вестите на нашите телевизии се малце предосадни, да треба малце поинтересни. И ти си го приметил тоа? Нели треба малце исто и јас, бе, поинтересни да ги направиме. Кај да пуши се исти, овако многу... Се слагаш да ги... А што да направиме? Како да ги направиме во сонг? Ајде да пробаме. Ајде па ако не, ако може да столче. А што е ова? Ау! Ова е вест некоја сега што е денувија. Фала ти. Е, ова да пробаме како сонг да го направиме, а? Па да видиме дали ќе успееме можда, не знам. Да го сонгираме да биде. Да го сонгираме. Дај да направиме да пробаме, да видиме ние сега да пробаме како да направиме да биде поинтересно. Двајцата најсериозни кандидати за престолнината на Македонија. Коце Трајановски и Јани Макрадули се договорија да нема какафонија. Какафонија. Си посака изборна битка, си подадоа рака, кодексот за мирни избори го подпиша без мака. Токму така. Од Кавадарци. Токму така. Оје. Ова е традиција да се прави пред секој циклус, таман за да не смират пред да почне целиот циркус. Како циркус? Ајде, циркус во вашиот град, поведете само 3 дена циркус во вашиот град. Покажа добра волја, ова веќе станува пракса, но истата таа практика укажува на фарса. Фарса. О, фарса. Затоа сега се вклучуваме кај нашиот новинар на стража. Жаре, дали се слушаме? Повели со твојата репортажа. Фала, Бубо. Ајде, Жаре, повели. Бубо, си кажа, Бубо, сега јас ќе ви објаснам дека не е тоа се туку така и има уште од ова ѓаважа, види вака. Бубо... Ало, дали се слушаме, Жаре? Почувани гледачи, имаме пречки на линиите, се обидуваме повторно да вклучиме нашиот репортер. Жаре, дали се слушаме, Жаре? Почувани слушатели, во наредните вести претпоставувам дека нема да има проблем со линијата. Ете така, драги гледачи, сепак е емисија во живо, но вие не секирајте се, ич нека не ви е криво.
повеќе информации ке има и тоа во следните вести. До тогаш се розово и фино нека не биде некој друг че не намести. Свака час, бо. Те имаше се 1000 души како се аплодира. Да, шо е, ове тројци. Почуни гледачи, слободно аплодирате крај малите екрани. Ова беше Бубо од К15, ми направи кејф, се надевам ви направи на вас. Аве продолжуваме ние со емисијата, со среќа во Австралија, се нека биде добро и на так Се гледаме. да биде шоу. Жаре, фала ти многу, зашто ме покани да бидам твој гостин. Во мало кај Стево. Еј, поздрав и за Стео, ајде, 109-ка. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. Значи еднаш си реков колку млеко дава една крава. И дознав во онаа книга онда. Секоја крава дава 90 чаши млеко на ден, преку 200.000 чаши во еден живот. Значи мене ќе ми треба 3 крави. Треба да не продаваш крава, бе. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. И тоа беше еден Чекай, чекай. Абе, ве заборевме, шо се случи? Шо направивте? Не реш? Реми. Како бе, Реми бе. Абе! Мамо! Чао! Ова беше крајот на емисијата и јас само што ќе Чекай. ќе видиш ќе мапне со мобилен. Добро. Тој момент ќе влезете. Кој као да двајцата заедно.